Добре дојде во студио за Джелал Хоџич, активист од невладината 8 септември. Господине Хоџич, вие утрово повикавте односно и упативте отворено писмо на владата на Македонија, барате да се откаже од ДДВ-то, оние 18% кои се однесуваат на хуманитарната помош која даваа граѓаните овие неколку дена. Се работи за сума од прилика, пред малку ми кажавте, најновата информација е дека се работи со сума од 118.000 евра, тогаш 20.000 евра се веќе отишле за владата според законската регулатива. И како велите, за жал уште по кој знае кој пат владата на Македонија покажува огромна себичност и си ги зема тие пари. Наместо да ги донира, се разбира, за граѓаните од Босна и од Србија. Така, значи овдека се работи за онаа финансиска помош која е преку јавување и донирање преку јавување на веќе познатите броеви. На секој јавување имате донација од 100 денари и на тоа се плаќа ДДВ плюс 18%. Всушност, вашата донација вас ве чини 118 денари. Во државите, по сериозните држави, солидарноста е вредност која се поттикнува и која се почитува. И ова што владата го прави е според закон, но воопшто не е етички, не е морално. Сега јас плаќам даноци секако, кога купувам и цело време плаќам даноци, но кога сакам веќе да одвојам од мојот джеп, да му помогнам на некој дете кој нема куќа, или да купам лекови за некој болен, мислам дека стварно не е етички, не е фер да зема данок. Она што е пракса во Македонија, ова не е прва хуманитарна акција, ние сме сведоци дека во Македонија има многу хуманитарни акции, преку телефонски јавувања се плаќаат разни операции на болни луѓе, посебно на деца, и на сите тие владата зема данок. Стварно е многу и невкусно и нечовечки. Се извинам, ова е одлична можност да инициирате вие 8 септември или неколку невладини организации да се смени сосема законската регулатива. Па секако, мислам, знаете, ви кажувам уште еднашка, во нормална држава, солидарноста како вредност, а Македонија со долги години таа вредност велиме дека ја има и треба да обстојува, мора да ја негува. Но граѓаните покажаа дека ја негуваат таа вредност, но не и државата, односно не власта. Секако. Власта е символ на државата, за жал. Многу сум горд деновиве на сите сограѓани кои укажуваат одлична солидарност со граѓаните во Босна и во Србија, а власта по кој знае кој пат е себична. Да. Имате ли информации дали мобилните оператори исто така донираат, дали големите фармацевски куќи или пак трговските ланци како Веро, Керфур, Тинекс, СП Маркет? Оно што го знам е дека целата сума, таа 100 денари која се плаќа преку мобилните оператори, всушност иде во донација, значи операторите предпоставувам се откажале од тој свој дел преку тоа плаќање, но мислам дека тоа не е доволно. Ја користам оваа прилика да упатам апел и до операторите, но и до сите големи компании во Македонија, посебно оние во кои има храна или лекови, да помогнат на оние кои што сега таа им е најпотребно. Всушност и Македонија, а посебно Скопје е град на солидарноста. Знаете, тоа може на секого да му се случи. Имаше една изјава на еден од жителите во Босна, вика, буквално во една минута гледам како ми се руши се што сум стварал за цел живот и сега останувам без ништо. Тоа може на секого да му се случи, а ние мора да негуваме таа солидарност. Да, имаше една слика како е постар човек вели, не ми е жал за домот што го изгубив, за ништо друго ми е жал што нема да имам време повторно ништо да создадам, не материјално, туку живеалиште едноставно да. Може би најдобро се опишува, знаете, тоа што носи таа една секунда, не носат огромни години. Да. Околу начинот како се трансферира помошта, имаше апел некаков од Босна и Херцеговина, од властите, дека треба сами да се организираат македонските
невладини организации, Македонскиот Црвен крст, например? Имаше апел од босанската влада до пограничните премини дека нема да може собраната роба на своја рака да биде внесена, туку ќе мора да оди преку Црвениот крст. Активисти од 8 септември веќе стапија и други активисти од други организации веќе стапуваат и гледаат начини како да отидат да помогнат и во Србија и во Босна. Она што ни беше речено е дека треба да најдеме начин, ако сакаме да помогнеме околу чистењето и нели околу после повлекувањето на таа вода, треба да најдеме начин сами да отидеме до таму, да се организираме, а потоа со министерството нивно или локалните власти да се најде начин затоа што каде да се помогне, затоа што знаете не е баш предвидлива ситуацијата каде ќе биде потребна наитно помошта. Да, или каде има пристап воопшто не е познато. Има информација дека се препродава исто така помошта. Да, последното што го прочитав беше во Маглај, каде што исто ситуацијата е екстремно тешка, дека луѓето кои се од Маглај прибетуваат дека им се препродава помошта која стига таму. Таа беше дури вчера на дневни авас стоеше цел ден. Треба да се внимава и на тоа. Во Македонија исто така се внимава каде оди помошта, како се упатува помошта. Па еве, гледаме дека сега конвоите, веќе организаторите на тоа собирање веќе се стапени во контакт со амбасадата и на Србија и на Босна, така да и преку Црвениот крст, мислам дека од Македонија, делот од Македонија оди сосема одлично. Повикот, односно апелот да се донира продолжува. Бројот е 143, 400 од било кој мобилен оператор со префикс може да се донира. Исто така, тоа се однесува и на намирниците, и на храна, на облека. Храна, облека, лекови, ќе транспортираат. Значи, најдобро е во соработка со Црвениот крст во Македонија, затоа што нели рековме во Босна имате и проблем вие да внесете директно. Гледам дека се организираат граѓани кои носат директно патуваат за Босна и носат парична помош, па таму купуваат намирници на безбедните места, па потоа ги носат на критичните места. А тука во Црвениот крст треба да се преку Црвениот крст. Директно. Она што е важно да се каже дека треба да продолжи помошта, апелот за помошта, затоа што всушност проблемите уште продолжуваат и по повлекувањето на водата. Знаете, сега таму најверојатно ќе се појавуваат разни епидемии, луѓето веќе ги изгубиле своите куќи, дел од инфраструктурата е уништен, некои села се целосно одсечени. Всушност борбата мора да продолжи и по повлекувањето на водата. Добро, јас благодарам што бевте гостин Джела Хоџич. Благодарам.